Братче, немој да се грижиш за ништо. Момчето од Тракија го реши проблемот. Навистина? Ке каже ли нешто, Ѓуѓо? Немаше што да каже, ја излажав. Како излажа, бе, синко? И реков дека сме ангажирале чистачка. Ај, добро. Поверува ли? Куси, изгледа дека забораваш со кого имаш работа, а? Не го гледај тој што верува, гледај го тој што го натерал да верува. Маџир бега. Што така добро? Фала ти, Господе. Изгледа дека најмиле жена за чистење. Така ми кажа. Од каде име сега тоа? Рече дека од интернет. И ти му поверува на тој Ѓуѓун, така ли, а? Што мислиш која сум јас? А? Секако се преправав. Секако Маџир Исмаил излажа за да го спаси Кусиот. Тоа е очигледно. Го спасуваше брат му. А таа што е за Кусиот Исмаил? Каква е девојката? Лицето не го видов убаво, ама беше прилично висока, како некој модел. Не изгледаше како чистачка. Може да се каже дека изгледаше како некоја дама. Јасно е дека таа воопшто не е чистачка. Слушај, мамо, оној твојан Маџир Исмаил да не те изневерува, можеби, а? Не, мислам, како можеш да му веруваш и да му простиш? Не можам да го разберам тоа. Еве вака. Прво, дали е сигурно дека ќе се омажам за Маџир Исмаил? Не е. Како второ, штом не видов со своји очи, нема да го обвинам. Знаете што направив? Одлучив да искористам оваа ситуација во своја полза. Што ќе се случи, не знам. Ако во иднина се омажам за Маџир, барем си обезбедив луксус. Остави ми го ова мене, јас ке средам. Ерол, Кажи, Назгал, ти треба нешто? многу ни е жешко, може да ни донесеш газоза, а? Газоза? Добро, ќе донесам. Тргни се ти. Види? Имам едно шише од дома. Минатиот пат, господин Дускун ми одржа лекција. Вистинскиот јунак само еднаш губи во битка. Не губи два пати, така? Повели, земи. Не мораше баш и овој пат. Елмаз! Ај, Застани, што правиш, ма? Елмаз, сигни се долу. Морам горе копта гел, не можам да се Елмаз, заправам. нацртај се веднаш тука. Дојди ваму. Што е тоа? До сега улови само две патки. Фала му на Бога и тие две што ги уловив. Ми бегаат, нели гледаш? Биди малку побрз. Со такво темпо отидоа нашите патки со портокал. Дојди. Дојди, бе. Оди пони, бре. Одаме, бе, нели гледаш? Боже. Дојди ваму, бе. Не ми бегај. Дојди ваму. Ако ме прашате мене, ако ја насочиме водата на хеџамијата, ќе биде многу поубаво за сите. Ќе биде полесно и за тие што ќе земаат абдест. Убаво вели. И многу е лесно. Ке следиме. Овде ќе направиме еден канал, ќе навртиме вода низ него и тоа е тоа. Добро тогаш. Да го направиме тоа. Бурали, Куси, оди бе по лопати и почни да копате, ајде. Фазил, и ти поработи бе, помогни ме, ајде. Добро, што ме така? Може би потоа ќе се појави некој
добронамерни ќе направи и фонтана. Сигурно е така. Во право си, бабо. Добра идеја, види. Ако ја превземеме ова куќа, фирмата и градината, ќе направиме и фонтана, ветувам. Одлично. Навистина, ќе го направиш тоа? Да. Тогаш да речеме дека Дузѓун даде збор за донација, па надписот нека биде од мене. Не, Душо, јас уште ништо не направив. Каква донација? Бабо! Јас копам тука. Бабо! Ајде да почнеме, ајде. Почнете да копате овде, копајте, овде. Чекај, направи место. Браво. Браво. Што правиш ти тука? Не го гледаш Ерол? Го гледам, мама, морам да ти кажам нешто. Ајде кажувај побргу. Се скрши глинениот казан. Што мислиш на големиот сад? Утре нема да може да готвите со Исмаил. Најголемиот глинен сад во селото се скрши. Кој го скрши? Јас. Ми се испушти. Зошто го направи тоа? Не знам. Што мислиш зошто? Да ти кажам јас? Кажи. Не сакам да се дружиш со Бурали Исмаил, само со мене ќе поминуваш време. Што, девојка ли сум ти? Ајде, повторно. Почнуваш. Мислиш дека туку така можеш да поминуваш време со мене, а? Кажи ми. Бегај, тргни се. Ерол, тргни се, бегај. Ај, бегај. Тетка ми, сокри се. Ај, ај. Ей, кој го ставил ова овде, бе? Дај да ти се пурнам, тргни се. Застани! Фу, Елмаз! Бато, ти што правиш тука? Ерол, зошто се однесуваш така ти? Морам, тоа ми е должност. Кој е ова? Што бара овде? Што можам да барам? Барам нешто што немам најдено. Што е тоа? Илгюн нека ти каже. Ерол, Кажи, финомагаре. Нов модел ли е? што значи тоа? Шега. Недоделкан. Што ти рече овој глупчо? Зошто го викаш глупчо? И Дузгун така го вика? И тебе така те викаат. Така ли те викаме ние? Не те викаме. Ајде на работа. Ај. Ау. Кој ми оди по стомакот? Ај, а вие што правите тука? Се обидуваме патки да фаќаме. Добро. Лас Исмаил, не можам да стојам овде, не можам да запрам. Ај. Леле, господе, што е ова, бе? Не ми се... Елмаз! Што е ова, бе? Што сте се распослали овде? Господе Боже! Ќе ги испушиш патките, бе, што правиш? Што стоиш табу? Батореша, добро си? Добро. Не бе, овие навистина се луди. Остави ја таа патка. Дај ми рака. Повлечи ме. Повлечи ме. Дојди ваму. Дојди, видја, повторно избега. Емине, да ти кажам нешто? Ајде кажи. Дузѓун не е среќен. Што ја споивте Илгџун со Бурали Исмаил. Никако не е среќен. А зошто бе? Дузѓун сака Коптагел да биде со Илгџун. Инаку ги гледам и како прекрасен пар јас. Господе Боже, зарем Советот на жени не одлучува бе? Нели треба тие што сакаат да се оженат со девојки од наше село да положат тест, осем тој Илгџун е најубавата девојка во нашето село. Зарем треба да ја дадеме на некој без да поставуваме прашања? Жими Бога, бабо, малку претера овој пат сега. Емине, Кирко, сакаш да кажеш дека ти ми се спротиставуваш мене? Не се спротиставувам, бабо, ама ова село има своји правила. А јас сум поглаварка на ова село и не можам да се противам на тие правила.
Ако му се допаѓа на Коптагел, нека дојде и нека го положи испитот, па ако добие дозвола ќе му ја дадеме девојката и тогаш ќе размислиме. А знае ли Коптагел за вашите намери, а? Не знам за тоа. Гледаш, велиш не знаеш. И што ќе се случи кога ќе му кажете? Ај, не можам да запрам. Каде е караванот? Каде? Каде е караванот? Го нема караванот, го нема. Илмаз, зашто ти треба тој карафан, бе? Дај престани. Го нема зет ми, го нема караванот. Што ќе ти е зет, бе? Што се случува со тебе? Господе, што да направам, Не можам да се Господе? смирам, Коптагел. Не можам да се смирам. Не можам да запрам, не можам. Илмаз, дај не бе, можам да Господе, бе. запрам, Коптагел, Илмаз! помош. Илмаз, дај бе, жити Бога, бе, дојди ваму. Не трче веќе, не можам. Абе, не се симнувај таму. Не можам да запрам. Не можам да запрам, Коптагел. Илмаз, што правиш, бе? Коптагел, дојди, Коптагел. Абе, јас ако влезам, ќе се удавам, не знам да пливам. Го остави во овој дел на површина. Утре ќе донесам жица и ќе поставиме славини. Браво! И овде ќе поставиме и даски за да поминуваат луѓето над водата, да не се звалкаат. Добро, само ајде да завршиме. Што е, не зема? Јас си кажав все за Коптагел. Рече дека нема да се согласи додека Коптагел не положи испит за тоа. Кажа ли дека се согласуваш? И кажав како не, ама не слуша. Воопшто не слуша. Зарем вашиот збор не е последен во селото, а? Излегува дека двајцата сме во ова и на двајцата ни е лута. А што ќе направиш? Селаните ја избра. Боже, кој ти избра тебе? Нели вас ве избра Советот на жените? Нели си ти водач на ова село уште од раѓање? Така е. Во право си. Види, ти знаеш дека не сакам никого друг освен Коптагел. Никој друг. Добро. Ја примив пораката. Остави на мене. Што ќе правиме сега? Што ако му каже Ерол на тато дека го видел Ферит? Не знам на вистина, се надевам дека не знае. И што ако каже? Гледате, донели шише газоза, тато да не го кара. Мора да смислиме лага, ама што? Господе, тато дојде. Добре дојдовте, господине. Добро бе најдов. Како е, Рол? Добро, господине. Што има? Немаше некои проблеми, нели? Да не ве лажам, господине. Девојките отидоа на река да перат. И? Таму беше и синот на Фикри. Кој од нив? Средниот. Аха. Дојде до девојките. И? Го истерав, господине. Добро си направил. Добра работа. Да знаеш дека се повеќе ти верувам. Благодарам, господине. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Ај, Господе Боже, не издаде. Добра вечер, девојки. Добра вечер, тато. Вистина ли е тоа што го кажа Ерол? Што рече тато? Девојки, влезете дома, ајде.
молам седни таму. Кажи ми, зашто дошол оној мангуб денес? Да помогне да се смириш со татко му. Затоа дојде. И велиш затоа ли дошол таму, а? Се кулнам, така рече тато. Тој и брат му се обидуваат да се смират. Види, Кирко, толку години сум дужđун. Многу работи не разбирам, ама некои работи разбирам. Ти сега ме лажеш, нели, Кирко? Не, тато, не дај Боже. Погледни ме во очи, те молам. Кажи ми сега. Не, тато, не лажам. Значи, нема ништо друго, а? Не, нема ништо друго, тато. Како и да е. Дори да има нешто набргу ќе излезе на виделина. Што ќе излезе, тато? Герко, не се плашам ја за себе. Се плашам да не ти заталка некаде умот. Имаш многу осетливо срце. Ке ти излезе тој. Ако се случи нешто, дојди, кажи ми за тоа, добро? Не биди како со другарките и сестрите, зашто нивниот ум работи како вашиот. Дојди прво мене кажи ми, зашто татко ти посакува секоја се најдобро. Ме разбрали што ти кажав? Во право си, тато. Сега можеш да одиш. Оди. Ти не си спремала вечер, вечерко, а? Перевме облекат на реката. Ја исправте ли облеката на Коптагел? Испрана е, тато. Добро, кога ќе се исуши испегла, дајте му една Коптагел, добро? Добро, тато. И јас повторно го излажав. И тоа гледајќи го право во очите. Овој пат и ние бевме вмешани во тоа. Заради мене моравте да го направите тоа. Ве молам, простите ми. Да ти кажам нешто. Не ми кажувај. Не, мора да ти кажам. Немој, затоа што и онака знам што сакаш да кажеш. Како знаеш што сакам да ти кажам? Што сакаш да кажеш? Ке ти кажам. Ке кажеш дека тато сака да ме даде на Коптагел, така ли? Кажи ми. Не треба да кажувам ништо повеќе. И сама го свати тоа, нели? Добро. Да ја поставиме масата. Наđun ме пара. Кажи, Наđун. Која е девојката кај вас дома, Исмаил? Девојка? Која девојка? Ѓулѓун ми кажа. Ја видела вашата домакинка. За неа ли зборуваш? Која е таа девојка, прашуваш, а? Не ни обрна внимание. Мојот вкус многу се разликува од останатите во куќава, затоа. Се шегуваш ли ти, а? Не, навистина. Види, куќата ни е во ужасна состојба, затоа ангажиравме чистачка. Ти се кумнам во куренот, воопшто не сум ја допрел. Исмаил, кажи, Наđун. Кога ќе се ожениш со мене, ќе најмиш помошничка и за мене. Инаку ќе се налутам. Кога ќе се венчаме? Наđун моја, кога ќе се венчаме, ти ветувам дека Исмаил ќе ти најде не една, туку 10 помошнички. Ветуваш? Ветувам. Кажа веќе, ветувам. Се смири ли?
Уште не знам, ќе размислам за тоа. Уште сум навредена. Мила моја, смири се, те молам, ти се колам. Ке ти купам машина за перење, дури и сушална ке ти купам, ветувам. И сушална ке ти купам, ветувам. Повенчавката и онака нема да ги користам, а и зошто да ги користам кога има чистачка? Зошто правиш така, ма? Наđу, не прави ми го тоа, немој, те молам. Не знам. Ти дури не дојде ни да бидеме пар. И мислам дека треба да преиспитам нашата врска. И уште нешто да ти кажам. Да знаеш дека не верувам во таа лага со чистачката. Тоа исклучува. Баче, рече дека ќе поверува во лагата. Абе, ага, Ѓулѓун мене ми рече дека ми верува. Ај, колку убав звук. Каков е овој звук? Звук на кавал. Ај, многу е убаво. Мислам, толку кратко, ама убаво. Исто како и ти. Маđir, жити Господ, престани да се смееш и однеси од тука. Инаку не можем да гарантирам за себе, пријателе. Добро бе, ага, не се нервирај. Бингису, дојди ти со мене внатре, да го оставиме малку сам. Што се случи? Се случи, влези внатре. Господи Боже, Господи Боже. Каде беше Бато? Каде можам да бидам? Ловев патки уште од Савајле. Бато, изгледа дека тетка Елмас малку полуде, навистина. Зошто? Денес си седевме дома и во еден момент се случи нешто. Почна да трча многу брзо. Почна да трча откако ги облече патиките и само ја гледавме како трча во дворот. Знам. Од каде знаеш, Бато? Кога разговараат повозрастните, помладите молчат. Од каде знаеш за тоа, Бато? Додека трчаше помина покрај мене. Бог да чува. Одлично, супер се испекле, браво. Ете така. Епа, еве на здравје нека ви е. Фала, да ти се позлатат рацете. На здравје. Навистина оде многу ви ефтино. Цената на месото да беше исто како и овде во Истанбул, главниот град ќе беше многу богат. И тоа Точно. многу е вкусно. Добро, од сега ќе јадеме многу вакво месо. Што значи тоа, бе? Тато не ни преостанува ништо освен да останеме во селото. Ние завршивме со Истанбул. Бар додека не го средиме тоа, да го заборавиме Истанбул. И што ќе биде сега? Значи, додека не најдеме пари, мора да останеме тука. Какви пари ме може да заработиме во ова село? Ние што зборуваш ти глупости? Тато прво продај ги по лињата, собери пари. Останатото препушти ми. За час ќе ја поправам состојбата. Верувајте ми, решен сум. Можно ли е тоа? Како да го направиме тоа? Не може тоа така. Ах, тато, послушај ме еднаш. Не одлучувај веднаш, размисли малку. Добро, да размислам, ама за што да размислам, не знам. А и телефонот звони. Кој те бора? Ај, господин Решат. Молам, господине Решат. Добро вечер, господин Селмас. Добра вечер, повели. Сакам да ве прашам за патките. Треба ли да ги спремам са бајле, да ги исчистам сите? Што да правам? Кажете ми како да ги спремам. Ај, не, се предумислив за патките. Зошто? Затоа што не ги фативте вие сам, туку натеравте некој друг да ги улови. Сушност ме излажавте и не сакам да го правам тоа.
Зарем е важно, госпогице Елмас, побара помош. Не, размислив добро и веќе не го сакам тоа. Што ќе правам сега со толку патки? Пуштете ги. Ким го спасите животот. Од сега нека шетаат како слободни патки. Може ли? Може, секако. Штом велиш? Тогаш добра ноќ, господин Решат. Добра ноќ. Ете така. Ајде, донеси уште малку за јавење, ајде. Да му се не види, ме натера да трчам по патките цел ден, а сега вели да ги пуштам. Боже господи. Ти што се смееш? Добра вечер. Добре дојде. Добро вечер и тебе. Што се случило, бе? Си го обесил суратот, братче? Што може? Се скрши казанот. А до утре нема да најдам толку голем сад. А што ќе ви е глинен казан? Илѓун сакаше да готви во најголемиот сад. Никој друг нема таков казан. Каде да најдам толку голем казан? Ајде кажете. Па дури и на мајстор да отидам. До утре нема да може да направи толку голем казан. Не можам веќе. Господа ме казни, не можам веќе. Ловев патки од Сабајлево, дури и ќе ги сонувам вечер. Во селово нема патки веќе. Го прашувам зошто не може да бидат само 4 и ми вели треба да се 10. Зошто? Господица Елма сакала 10 патки. Таа господица Елма има патки да и трчаат околу неа, не дај Боже, мислам. Еве, повторно се налутив, готов сум. Доста веќе! Доста! Еден доаѓа и ми се жали. Казанот, доаѓа друг, патки. И јас имам проблеми. Што сакате од мене? Боже, ако одам дома, повторно ќе сретнам бендесу. Дјавол да ве носи. Што му е на него? Не е добро. Дојде Ѓулѓун, ја виде Бенгису, праша која е, ја убедив Ѓулѓун дека ангажиравме помошничка. Тогаш се искомплицираа малку работите, потоа Кусет разговараше со Назѓун и потоа се влоши ситуацијата затоа што Назѓун не поверува тоа и мисли дека сме донеле дома жена. Господе, добро е што не живеем овде. Господе, Боже мој, ја сакам јас само да не влијае ова на нас, нема да има врска ова, нели? Секако многу сте заљубени двајцата, ама тоа што се случи ќе влијае на сите нас. Погледни само како се загрижи човекот. Видов, ама казанот бе. Престани, бејде. Толку многу си изнајадов. Ќе одам да прошетам. Прошете, баџанак. После вечера доаѓаат и гасови, ќе се ослободиш малку. Одам да си легнам, а и многу сум уморна. Душа моја, легни си. Секако дека сум уморна. Денес истрчам маратон, лево, десно, оди. Внимавај каде газиш, те молам внимателно. Внимавај, душа моја. Шак! Бато, утре на пикникот ќе се игра ефе, па можеш и ти да играш, а? Абе, не се смеј, оној што ќе игра најубаво добива подарок од девојките. Каков подарок остави? А зошто не игравте вие зебек на училиште? Ќе се случи нешто ако утре направите неколку круга? Не, нема да играм така на пикникот. Зете, сум ти кажал дека брат ми на училиште има станато шампион во играње ефе, или не знаеш? Навистина ли бе? Па братче, Фердо, дај бе, научи ме тогаш, еве, барем ќе играм, а и подароците нема да се фрлат залудно. Добро, зете, ќе те научам. Навистина ли? Секако, ајде стани. Добра идеја, лесно ли си игра, кажи ми, а? Секако дека е лесно. Добро, еве ме. Рипам тогаш. Јас ќе ви пуштам музика тогаш. Ајде, пушти. Абе, стиши малку, бело. Стиши, бе, намали. Застани така. Крени ги рацете. Не, вака, тука. Сега вака, држи ги рацете. Еве бе, крена ти се море. Ќе направиме 8 чекори па запираме, добро? 8 чекори. Ајде. 1, 2. Зошто направи вака, бе? Не разбирам, што е ова сега? Тоа е нашиот став, види сега. Ајде. Абе, може да повратам многу вртење. Што е ова, играње ли ова, бе? А сега?
Да бе, браќа, ќе мора да се ослободиме од Бенгису, додека не ни направил уште некој проблем. Ако го дочекам утрото, ќе преживееме. Слушај му. Оваа девојка е како бомба што отчукува. Мора да бидеме многу внимателни, да знаете. Никој не смее да види девојката пред пикникот. Таа девојка ни е голема грешка. Молчи, доаѓа некој. Што? Доаѓа некој. Здраво, момци! Здраво. Што е? Што сте овенале, како исплашени кокошки? Морам во тоалет да одам, ми се оди. Па оди тогаш де? Во право си, ќе одам, и тоа брзо. Ајде, да поразговараме малку ние. Јас со тебе морам да поразговарам. Ние долго не сме разговарале. Минатиот пат јас сакав да разговарам со тебе, ама некако не ми успеа. И се уште се прашувам, кој ви е татко, бе, вас Исмаил? Кажи ни, зошто си толку љубопитен? Да, навистина, зошто толку те интересира кој ни е татко? Може ли да добијам одговор на тоа прашање? Што правиш ти овде? Кој е човеков и зошто дојде? И ние самите не знаеме. Дојде многу доцна, ама што да правиме сега? Тоа е, така е тука. Не гледај, ајде. Не гледај преку прозореца, тргни се да не те види. Не грижи се, нема да ме види. Тргни ја завесата. Што е тоа таму? Ти реков да не гледаш. Ти реков или не? Тоа е Лаз Исмаил, тој малку е неспретен. Повторно скршил нешто, бе. Многу е глупав. Како и да е, ќе зборуваме за татко ни. Ама утре, ајде, пријатно. Бато, види, ние имаме многу работа, значи мора да си легнеме веднаш. Ајде сега одим, добра ноќ. Ќе се... Ајде, добра ноќ. Ама пак не поразговаравме, Господи Боже. Што се случи со тој? Човекот, се ослободивме од него. Каде е? Ја заспав, не се грижете во рете. Како? Го искористив ова и ја не свестив, ет. Кажи, од тоа беше звукот? Да, од тоа. Ја удрив по глава и нокаут. Абе, брат, ти навистина си луд. Кажи ми, зошто ја удри? Неа ни доживував како девојка неа. Пријателот има проблеми, сега и ние ли ќе си правиме проблеми? Ајде те молам, подобро е вака. Го направил, гледаш, нема конекција со главата веќе. Срам да ти е, бе. Baba bugün dağlar yeşil boyandı. Kim yattı, kim uyandı? Gözlerim ağam, kalbime ateş düştü. İçinde yar da yandı. Aman aman, aman 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 aman. Hiç bilmem hara gedim. Добра вечер, момче. Добра вечер, татко. Што правиш ти, бе? Што правиш овде толку доцна, А што да правам? Само се седам. Добро. Ќе ти правам јас друштво сега, хајде. Добро. Цело време јас прашувам, знаеш така, јас и не можам да добијам одговор. Прашувам, ама сакам да знам јас за татко ти Исмаил. Тој татко ли ти е? Татко? О, не знам ни јас, господине. Татко ми бил човек по име Исмаил. Еден ден дошол во селото на мајка ми. И така се запознале. Се занимавал со трговија, продавал нешто. Ете баш тој, тој е Исмаил. Мислам, татко ми. Мајка ми му го дала срцето. Тогаш и рекол дека ќе се ожени со неа. Ја излажал. Само една ноќ се сретнале, а потоа човекот си заминал. Подоста сум се родил јас. А што можеше да направи мајка ми сирота? Ме сакала. Бидејќи сум бил дете, што се вели,
од љубов родена. И ми го дала името по татко ми. Ете, тоа е целата вистина. И Господи, Зошто велиш така, господине? Така се случило. А кога се вратив од војска, мајка ми рече, оди и најди си го татко ти. Ми раскажуваше за село како Сакликој, близко до Мармарис. И ми рече, Исмаил, ми рече, синко, татко ти е таму. Сигурно е таму. И така, дојдев овде за да го најдам татко ми. Ама во ова село немаше никој по име Исмаил. Таков човек овде не живееше. И не само јас. Маđери од Тракија, Лазе од Трабзон и тие дојдоа со истата причина. Се запознавме овде. И тие дојдоа овде да го најдат татко ми Исмаил. И нив мајките ги крстеле по името на татко им. И рекоа дека сме браќа. Од 3 различни села, ама сите сме браќа. Свативме дека нашите татковци ги изиграле нашите мајки. Не го дал вистинското име, ниту пак името на селото не го дал. Никој по име Исмаил не живееше во ова село. Не постоел никаков Исмаил. Решивме да останеме овде. Се договоривме да станеме селски момци, за да можеме да живееме овде. Ај, стани и ти застани. Застани бе, стани. Што е работава, господине? Не, ништо. Ај, Господи Боже. Абе, господине, постојано велите Господе Боже. Ти да не го познаваш случај на татко ми Исмаил? Не го знам, од кај да го знам. Го напуштив ја ова село пред 25 години и за тоа време толку не бев овде. Јас не го знам, не го познавам. Овој човек е навистина чуден. Ама добар е. Добар. Господе го поживее. Baba bugün ayrıldım, özlerim ben. O şiirin dillerinden bileydim ayrılık var ay ay ay. Öperdim ellerinden. Di gel beni rüsva eyleme, di gel otur o güzel boyuna, ben de öyle. Криваме раце сега. Ајде, може? Се сеќаваш сега? Повторно 8 чекори. 8 беа. 8. Што се смееш бе ти, бе, ало? Не се смеам. Зете, сите млади девојчиња твои ќе бидат, да знаеш. Никоја нема да одолее на ваква харизма. Не постои таква, да знаеш. Абе, Мангу, слушај, кога ќе те слушне тетка, ти ќе те убие, жими мајка, да знаеш. Јас тоа го знам, ама... Следат и други потези, ама тие се потешки. Колку тешко бе, јас сум неверојатно опуштен бе, отворен сум за се, разбираш ли? Хајде.
Многу е тешко, нема да можеме. Мајстре, дај бе не биди таков, ајде тргов отворен сум. Ќе научам се. Ајде бе брат, ајде дај се од себе и ти, ајде. Нема да можеш, зете. Абе, Фердо, како не можеме? Што зборуваш ти, ало? Добро, тогаш застани на прсти на нозе. Еве, вака добро ли е? Стави ги рацете над глава. Почни да се вртиш околу себе. Врти се. Точно така, продолжи, врти се. Вака ли бе? Не, вака состави ги нозете. Како патка? Како патка, вака. Спој ги сега ѓоновите. Вака? Спој ги ѓоновите сега. Зете, за прв пат добро помина. Треба само да се држи положбата и да ги држиш рацете кренати, ќе бидеш неверојатен. Толку многу проблеми. На кого јас да ги раскажем моите маки? Треба да ги сокрием во својата душа. Така, како човек да ги сокрием. Ама тоа што ми е на душата ме гори однатре. Ме гори цело време. Кажи, добро ли го правам сега ова, а? Абе, зошто изслуши музиката, бе? Снема батерија, зете. И онака сум уморен, доволно е за денес. Абе, волк ли ова, бе? Каков звук е ова? Абе, ова е како некој човек да плаче, бе, брат. Нели е тоа, тато? Момци, бидете внимателни! Тато? Што се случи? Ништо. Тато, зошто плачеш? Ништо, синко. Ништо. Тато, не плачите, молам. Деца мои, синовци. Деца мои. Тато, досега не сме те виделе да плачеш. Ајде, не плачи. Па ете гледате веќе и татковците знаат да плачат, тие татковци. Ајде, деца мои деца. Што се случи? Повторно ли е растревожен? Момци, што се случило, бе? Кажете? Го погодило нешто. Што е со тебе? Да, бе, човекот е возрасен, па ме погоди малку и мене, разбираш, жал ми е. Не ми е се едно. Стигна постелата. Дај. Не, синко, не. Ти ќе спиеш внатре, а јас вечерва ќе спием надвор. Не, тато, не може така. Чекай, бе. Синко, само еднаш. Да? Само еднаш сакам да спиам надвор. Ете, зошто да ме проверуваш? Не ми наредуваме бар вечерва.
Ама тато, не може така, ако спиеш надвор може да се укочиш, немој. Добро, нема. А ако се укочам, па ќе ви јавам, ајде. Абе, не му се мешете, човекот е возрастен, нека правиш како сака, ајде, добро, ноќ, одам јас да си легнам. Ајде, момци, ајде. Ајде. Ајде, влегувајте, ајде.